Во 21 век и насреде светска пандемија на смртоносна болест, ние немаме вода за пиење. Како да ја одржуваме хигиената? Како често да ги миеме рацете, кога вода имаме само по неколку часа и тоа исклучиво ноќе? Вака ја раскажуваат својата мака жителите на прилепското село Канатарци, кои со овој проблем се борат со години. Велат дека од нивните повеќегодишни апели до надлежните досега не виделе некое фајде. Вода немаме. Имавме свој бунар, значи селски бунар, све го дадовме на државата. Приватно е. Одборот тука од село Шое поврза нова цевка, во нивното мале пуштаја вода. Кога им текни со мотор, ни пуштат капка вода да не умриме, кога ќе им текни не. Во 11 сато се тушираме. До ноќе. После 7 сато вода немаме. 7 ваму кај текето и моментално вода немаме. Значи, секаде има, на теке нема, долу нема, кај сакат таму си пуштат водата. Значи, и то, барање направивме за чешме, ни бара да му дајме документ, а некој овде си пуштија за нивијата вода. Дали заради можноста од евентуалните брзи избори или пак на вистина ја согледаа сериозноста на проблемот на овие луѓе, градоначалникот на Прилеп и директорот на Водовод минатата недела го посетија селото. И не само што на жителите им ветија изградба на нов бунар, туку започнаа интензивна градежна офанзива за осовременување на селската патна инфраструктура. Се очекува, според проектот кој што ги изработи општина Прилеп, новиот бунар да има издашност најмалку 5 до 7 литри во секунда, што значи 3 или 4 пати повеќе од вкупните количини на вода со кои што се водоснабдува селото во овој момент. Ќе почне реконструкција на патната мрежа во селото Канатарци и тоа ќе биде во должина околу 1 километар, така да ќе се заокружи целокупната инфраструктура во ова населено место. Ама и покрај ваквите надежни ветувања на властите, канатарчани остануваат сомничави. Стравуваат дека пак станувало збор само за обични предизборни ветувања и не веруваат. Некои од нив велат дека дури биле и членови на владеачката партија, но ете, тешко им било да поверуваат. И јас бев во партијата сега, каква партија ништо. Чи не можеш вода да земиш ти, немаме за пијање, за туширање немаме вода. Бунар да немаме и готови сме. Значи, даваме по 4000 евра за бунари, бушиме, немаме вода. Шо дека беа? Мислиш дека ќе биде нешто? Сето е лага. Да биде реално живото, оти сите плаќаме реално, даноци, кирија сите плаќаме како што треба. Порези се плаќаме, оти да не биде. Кај мене улицава зимава не се поминува, кај него зимава не се поминува, јас што да правам, да умирам? Инаку селото Канатарци е живо село со мешан етнички состав, каде доминира турската заедница. Има над 3000 жители, а меѓу нив има и многу млади и деца. Главни екзистенцијални дејности им се земјоделието и сточарството.